Слушнавте денеска дојдоа трите нови споменици. Вкупната вредност, според некои информации, веќе надминува 350 милиони евра, а премиерот вети дека ќе бидат 80 милиони евра. Значи парите што ги немаат граѓаните, парите што ги немаат фирмите, отидоа директно во Скопје 2014. Погледнете ги аферите. Погледнете ги аферите околу Скопје 2014. Во која држава 3 дрвца обични коштат 250.000 евра. И за да биде белјата поголема, слушнавте пред 2 дена, тие 3 дрва беа наречени Надежд, Вера и Љубов. Знаете кој се исуши? Надежда прва се исуши. Во Европа владе правилото дека Надежда последна умира, во Македонија прва умре Надежда. 84.000 евра се исушија. Зборов со господинот Пенов, кој што беше градоначалник на Скопје. 2 клучни моста се направени за 1,5 милион евра. Овде Груевски и градоначалникот на Скопје за една ограда дават повеќе и официјално 2 милиона евра. Тоа се математиките, тоа се тендерите на оваа денешна власт. Зарем мислат дека не гледаме што правиме. И кога сме кај Скопје 2014, ајде да прашаме, кога веќе одлучија да дават за тоа пари, каде е Битола 2014? Каде е Прилеп 2014? Охрид, Кичево? Зошто тогаш парите додат само таму, а не во Скопје? Каде е градоначалникот на Битола да му каже на својот шеф зошто парите додат само во Скопје? Јас сум од Скопје, но не сакам само Скопје да биде полн и да се даваат пари. Ако веќе се даваат пари, нека се даваат по другите градови. Но и нашиот, односно вашиот градоначалник, исто како и неговиот шеф Груевски, ниту денар за капитални инвестиции, ниту денар за битолчани, 80 милиони евра за 8 години ќе отиде за шминкање на улици. Тоа ли се капиталните инвестиции? Тоа ќе треба да го прашате градоначалникот на следните избори. Погледнете ги аферите денеска што прават. Кажувам на Канал 5 дека паѓа авион, дека има жртви, односно дека сите загинале. Се со цел да го свртат вниманието, да гледаме турски серии, а не да ги гледаме нивните катастрофални економски резултати. Погледнете аферата во Битола, која што официјално оние започнаа. Точно прогнозираа кој ден ќе има земјотрес во Битола. Јас никош нема си дозволам да прогнозирам, но денеска ќе го направам тоа. И ќе ви кажам, кога ќе биде политичкиот земјотрес. Март 2013 година прогнозирам ќе има земјотрес во Битола за ВМРО ДПМН.